Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, единствената утринска политичка емисија во Македонија, утринска политичка емисија која екзистира во држава во која политичарите имаат навика да спијат до касно. Па не само политичарите, знаеш, целокупната оваа интелектуална, медиумска, академска, па дури и бизнес елита знае така да се стане на 11. Види, и у собрание морам да признам дека многу постојано им ги ставаат се некако покасно тоа седниците. Вајда и таму сакаат да се доспијат. Ама подобри, овие пратеници што не се од Скопје, може и тоа што викаш, да. Не може да знаеме, но време е за раст на ранобудност. Културата на ранобудност е важна за секое успешно. Па не и нашиот народ, тоа си го има во својата култура, како вели нашиот народ. Кој рано рани? Две среќи краби. Точно е тоа. Ово утро наш гостин е еден од ретките пратеници кој станува рано. Добро утро. Добро утро за Миле Левков од ВМРО ДПМН. Ранобудник. Да. Ранобудник и пратеник во исто време, и тоа е еден од поактивните пратеници кои гледате овие статистики. Левков, отворено ќе ве прашам на почетокот да ја отвориме достоинствено оваа емисија. Зошто ви од ВМРО ДПМН не ја поддржувате европската иднина на Македонија? Во наводници, така? Значи, ова прашање ми го порача, му викам на премиерот синаке по телефон, викам премиере, дај кажи, викам, што да ги прашам овие од ВМРО, да не биде, викам, дека само вас ме напаѓаме. Вика, прашај ги зошто не ја поддржуваат европската иднина на Македонија, нит ми гласаат, вика, уставни измени, нит европски закони за Бехтел и Енка. Инфлуенсерот. Да. Инфлуенсерот? Оваа услуга му ја правиме за да одработиме за може и кај нас на ова пејџов малце спонзор да пукне, затоа што прилично добро по 50-60 денари дневно дава за спонзор на Facebook. Добро, ама тоа е за себе промоција. Имаше една македонска песна која имаше добар стих и ке кажеше за собствена промоција најде погоден момент. Така да тоа е нулта позитив е ова, да. Флешбек во рани 90-ти, добре. На враќање на 90-ти. Така джингл. Тоа е од песната собствена промоција најде погоден момент. И така, во тој погоден момент гледате 26.000 евра за секој 100 дена, не му помагаат за рейтингот. Во меѓувреме Артем Груби скрои европски закони кои што не се европски, му стигна ладен туши од канцеларијата на... Ајде да влеземе веднаш во тоа. Имаше ладен туш од канцеларијата на ЕУ, но вчера очигледно дека еден чекор понагоре се отиде, имавме директна изјава од амбасадорот на Европската Унија. Не се смеат. Сега замислете за македонската јавност. Правната рамка помеѓу Македонија и Европската Унија е регулирана со договорот, односно со спогодбата за стабилизација и асоциација, нели ја предвидува таа правна рамка. Транспонирањето на европското законодавство е дел од таа рамка предвидено. Има 10 дела. Еден од деловите на самата стабилизација, на самата спогодба за стабилизација и асоциација е дека во македонското законодавство треба постепено да се усогласува со европското, и затоа постои практично процедурата европско знаменце. Европско знаменце е скратен начин на донесување на закони. А ви од ВМРО да не сакате руско знаменце? Со комисијата за европски прашања. Сега, добивме пакет од 5 закони кои што немаат никаква врска со Значи, тоа ме интересира, знаеш дека ми си го водев секретаријатот за европски прашања. Значи, значи ова не смеело порано. Значи, се прати како може без кореспондентна табела. Значи, во табелата мора да пишува. Кореспондентните табели се празни, и еве за јавноста. Дали знаете кој изговорот зошто законите се наоѓаат на Комисијата за европско прашање? Зошто? Затоа што ова е паневропски автопат. Затоа што бил паневропски коридор. Не, па ова е и јас гледате ли колку добро сум спремен со владина пропаганда? Добро, ние сме малце приметувате ли? Да. Приметувате ли тој наратив колку добро го фаќам? Ние сме малце повозрастни. Јас мислам дека јас и ти на наши 12 години дома ваков аргумент да излезевме пред татковците
шамар беше онака нели најсоодветниот одговор. И го добивавме. Не знаете анекдотата кога тој на испит се научил лекција само за јајцеклетка и ништо друго не знал. Го прашале за нешто посложен некој организам. Кажете за тој организам, не е важно. Тој организам, тој е составен од многу јајцеклетки. Јајцеклетка, да? Да. Така, ова не нормално е. Така е во собранието. Што можеме ние да протнеме во собрание? Комисија за европски прашања, затоа што расправата трае практично нема расправа. Трае 3 дена. Трае 3 дена, ја води Арбер Адеми, познат на јавноста по фрлање на филџани. Гледате што се случуваше на комисијата, тоа се случуваше кога требаше, внимавајте, со закон за работни односи да го продолжиме мандатот на сите јавни обвинители. Извини, мала дигресија. Сега повторно ни стигнува закон за работни односи на... Мала дигресија. Вие тогаш бевте по вас фрли, ако не се лажам. Не, ја бев снимателот. Вие бевте снимател. Затоа што тоа сакав да прашам дали боли, дали има разлика помеѓу фрлање од командант на УЧК и овие сега посовремениве. Не. Треба да го не ви упател на вистинско место, треба да го прашате колегата Елми Азири. Тој беше најпогоден, ама гледате дека тој момент, тоа погодување со филџанот предизвика тој сега да е дел од коалицијата, така да. Овој од натаравари партијата, така работа, така функционира. Тој филџан, значи, може и да беше освестувачки. Ако не милом, може да ке сака силом. Освестувачкиот филџан на Арбер Адеми Левков, сега ќе почне таа кратка процедура комисијска, после тоа ќе отиде на пленарна седница, доколку вие ги блокирате овие европски наводници, не можете. Не можете ништо да направите. Колку максимум може со тоа зборење тие работи? Од моментот кога ќе се вчера видовте по завршувањето на седницата, веднаш беше закажана комисија за европски прашања, беше утврден дневниот ред, не беа отворени точките, по отворање на соодветната точка расправата трае 3 дена. На пленарна седница потоа? 3 дена. Максимум може да трае, така да отприлика за едно... За една недела? Не. Би требало да трае малку повеќе. Ние ќе ги искористиме сите деловнички можности. Тие деловнички можности нема да ги искористиме за ништо друго, туку да се обидеме да ја запознаеме јавноста со тоа колку е штетен ваквиот начин на пристапување кон Европа и ова мајтапање со европското знамеце, затоа што ќе потсетам дека во според најновите истражувања се зголемува евроскептизмот во Македонија и колку и да сме поделени како нација, како држава. Сега ќе ни направат сакам да знаете дека паневропски сите истражувања, она што не обединуваше нас беше желбата за евроинтеграција, националниот консензус околу тоа прашање. Сега за жал, со ваквата злоупотреба почнуваме да стануваме поделени на тоа прашање. Они со ова практично работат на намалување на евроскептицизмот. Вие не разбирате. Како? Ќе направат паневропски пат со кој вие ќе може да отидете у Косово и Албанија, нели? И одејќи во Албанија ќе ги спознаете европските вредности. Практично не прават ни пат кој што ќе отидете во Косово или во Албанија, се прават отсечки. Значи станува збор за 4 делници. Сакаш да кажеш кешки да го правеа? Да, кешки да го правеа и тоа. Значи за отсечки станува збор, така? Тетово, Гостер, Букојчани. Ама веќе има Тетово, Гостер работа. Тоа се отсечки. Тоа се отсечки кои што скапо ќе не... Да, разбирам, сакаш да кажеш дека коридорот, оној 8 што го збориме... поврзува. Да, поврзува Бугарија со Албанија, Драч и Валона со Истанбул, значи европски коридор пар екселанс, нема збор, и потребен на Македонија, но не вака. Така е, станува збор за 4 отсечки по избор. Најверојатно. Што не е ни балкански, не па паневропски. Така е, не па паневропски. Гледате дека има иновативни методи на градење. Немаме основен проект, нема ревидиран проект, нема фазни проекти. Не се знае што ќе се гради. Во договорот кој што се подпишува, кој што не чини 1,3 милиарди евра во оваа фаза и 700 милиони евра предвидени за експроприација, практично договор кој што чини 2 милиарди евра е недостапен за јавност. Тоа е апсурд невиден, недостапен за јавност. Од она ние што го имаме од свиркачи, може и не половина, меѓутоа 1/3 од автопатот
И го нема во договор. Не постои. Да, видовме тоа. Не постои. Од 91 ставка 20. Како една пресметале ставка тогаш се пари? TBD, to be determined. Како ги пресметале средствата Дополнително тогаш? да биде предвиден. Нема финансирање, така? Да. Нема проектот, нема финансирање. Како нема? Од кај се финансира? Па нема предвидено. Но на- финансирање. И што се случува сега? И сега имаме ваков пакет на ајде со специјалниот закон го суспендиравме законот за јавни набавки. Тоа помина. И сега се предвидува еден пакет на закони, 5 закони со кои што практично се суспендира и целото. Може ли околу тоа уште еднаш, ка знам дека веќе сме здодевни сите што прашуваат, меѓутоа во јавноста се шири дека ВМРО-ДПМН е гласало за тој фамозен закон. Вистина е тоа или не? Апсолутно не е вистина, значи имаше емисија, колегата Бојан Стојановски, добро се сеќавам и во емисија ги вадеше листинците, ги покажуваше, постојат листинзи, постојат снимки, меѓутоа некој од власта упорно ќе каже и ВМРО-ДПМН гласаше. Така правеше. Да, не, гласаше. И сега вие ќе потрошите еден куп медиумско време само да го демонстрирате. Левков, добро, не сте гласале за тие решенија, но во овие во она за работни односи знаеме дека де факто се суспендираше 8 часовно работно време и ние сега се враќаме во некој ран капитализам, во времење кога луѓе работеле поише од биолошки возможно, тој умирале млади. Поради тоа сега ќе може да ве малтретираат, почитувани слушатели, да работите колку што тие сакаат. Но само на автопатот, така? Само па добро, може па и човекови права, зашо робови не донесат? Еве, крај крајва. Не така, нели збора дека поефикасно ќе било така, најефикасно е со робови. Да се врати робството. Значи, нека не поробати, нека не пуштат. Еве, ја и ти Ивицу логор. Ја не ние може геометри да биде. Ја предлагам од Заев да почнем, бараше кам Шекари, еве. Нека да го видиме него. Работното време да тут се малце камне. Работното време е цивилизацијска придобивка. Значи тоа е како резултат на преговори, синдикална борба и така натаму. Крв паднала без да тоа одработниците. Навредливо е да се повикувате на директиви на Европската унија. Европската унија има јасно working time directives, јасно изразени директиви со кои директива за работно време, така се вика. За работно време. Транспонирано нашето законодавство. Со кој што се воведува 48 часовна работна недела, 48 часовна максимално, значи 40 часа плюс 8 прековремена работа. Сега што се случува со и 2 слободни дена? Што се случува со најновите измени? Со најновите измени не се воведува 60 часовна работна недела како што била. 72 часовна работна недела. Затоа што со новиот предлог закон не пишува 60 часовна работна недела. Вели прековременна работа над 8 часа неделно и над 190 часа годишно, почитувајќи ги членот 133 134. Член 134 од Закон за работни односи е неделен одмор, што значи дека работодавецот во текот на неделата мора да ви овозможи 24 часовен одмор. Член 133 почитувајќи го дневниот одмор. Дневниот одмор значи дека работодавецот во текот на денот мора да ви овозможи 12 часовен одмор. Само тоа треба да го почитува работодавецот. Се друго што останува се 72 работни часа, кои што вие ќе можете да го натерате некој да ви работи. Тоа се 12 часа дневно. 12. Единствено вели со согласност на работникот. И кога ќе одиме по емисии со колегите пратеници од власта, тие се бурат како зошто вие наоѓате замерки кога јасно пишува дека е со согласност на не, тоа види. Извини се, морам да кажам дека тоа е идиотски аргумент. Еве, ја како менаџер да ви кажам. Нема, зашто тоа го ведено во закон? Ја еве прашајте ги тука вработени во Радиово колку можни согласности биле принудени да ги потпишат од моја страна. Еве, ајде, ама по таа логика, треба ние да донесеме закон за донација на орган. Можете да го продадете бубрекот ако потпишете. Значи видете, може согласно за поробување да потпишете. Јас согласувам род. Нема, ама не. Еве сега ќе ви кажам. Добро. Затоа што ти од власта очигледно никогаш не работеле во реален сектор. Еве сега, кога вработуваш човек у приватна фирма, ја да им објаснам. Освен тоа договорот за вработување М1, М2 тие работи.
секогаш треба да има туце документи на согласности кои ги подпишуваат вработени. Пример, не знам, согласност за располагање со личните податоци, затоа што овде на секој вработен се чува неговата лична карта, копија, нели, затоа што таа се пријавува до институциите. Така, значи, за располагање, согласност за располагање со лични податоци. Согласност во работниот компјутер да има пристап, нели, раководител, што е нормално во секој еден корпоративен систем, да имаме пристап што гледаат, како гледаат, што прават, како прават, дали го запазуваат работното време и така натаму. Согласност за евалуација, согласност дека мора да идеш на, не знам, на систематски преглед. И сега во тоа туце документи на согласности кои го подпишува секој вработен, која се вработува во една добра компанија како наша, нели, која ги следи сите законски процедури, ќе ставиш и таа согласност да ти подпише 72 сата и тоа смееме ние, например, како фирма тоа да го направиме сега после овие измени? Не, овие измени ќе важат само за Автопатот. за автопатот. Да. Ама добро, ние може да направиме, да склучиме договор со Бехтел, дека нашава фирма, они ќе слушаат радио додека работат работниците на транзистори на автопатот и тогаш и нас ќе ни Не само тоа, не само тоа, знам дека ви од твојот роден град има неколку бизнисмени познати по тоа пари у кеш, едно друго за нив, ова као ке да е лепота. Овако, не, сакам да Или од кажам... Бангладеш ќе носе луѓе се, Да, дока да, е таа сигурно. работа? Иначе не, знаеш што сакам да кажам? Сакам да кажам дека намерно се овие закони ригидни за да го штитат работникот. Работодавецот тој што има мојта. Значи работодавецот е ограничен со ова и тоа ограничување дошло пак, убаво го кажам. 2 века се борат работниците да дојдат до некоја пристојност на Ние се живење. обидуваме да објаснеме законот за работни односи. Имат императивни норми. И вие и во самиот закон пишува секои одредби во договорот за вработување кои што се спротивни на закон за работни односи се ништовни. Затоа што треба да постават минимум на заштита на работник. Точно. И сега тој праг вие го спуштате, практично не постои. Не постои. Еве, сега гледам Ковачевски за еден ден потрошил 646 евра. Не, а има и друга за промоција на социјалните мрежи. Јас слушнав еден друг аргумент кој што ме мора да кажам ме згази од смеење, вика а овие вика наши кога одат во странство, вика таму нема проблем да се работи по 12, по 13, 15 часови, сега мора вака да им се каже на тие луѓе. Не е тоа точно. Значи, ако нелегално некој работи по 12 часа, тоа е друго. Меѓутоа, легална работа прво, не може нелегално се гради државен пат. Знаете Така сега, ли е? како со овој буџет, вака како што сме тргнале, ако ги оставиме на овие на власта, ќе треба за не знам, за 1 до 2 декади да живееме сите во шатори. И што ќе биде аргументот? Кога одат на кампување, седат у шатор, ништо не им фали. Не, да се вратиме сега? на достоинствени теми, да Во се таа вратиме на достоинствени теми. Може ли овој автопат да предизвика крах на финансискиот систем во Македонија, затоа што тоа се огромни пари. Веќе се исплатени на слепо 117 милиони евра, тоа се огромни пари, вака да се разбереме, на слепо веќе од Министерство за финансии на оваа скандалозна фирма која ќе биде надзорирана од фирма Гаки, трговија со Гаки што е примерна дејност, нели? Веќе се исплатени 117 милиони евра. Дали е сериозно загрозена финансиската стабилност на Македонија? Тоа е прво. И второ, пред рекламите, како ВМРО ДПМН планира, освен преку оваа собраниска процедура, сега и во иднина да го стопира овој договор? Стопирање, да почнем од крајот. Според она верзија која што ја видовме, многу тешко ќе стане збор за стопирање на договорот. Едноставно ќе треба да дојде до промена на власта за да може да се исконтролира подобро надзорот кој што, затоа што овој надзор кој што е договорен за 22 милиони евра, во кој што видовме дека еден консултант чини од 800 до 900 илјади евра, тешко дека ќе може да контролира еден ваков проект. За проектот гледате дека уште сега, без да биде фрлена буквално една лопата, се исплатени 117 милиони евра, и тоа 117 милиони евра кои што ги немаме ние, туку тие се позајмени од комерцијалните банки. Значи тоа се пари на нашите деца, вака убаво да им покажеме. Практично првиот импакт можеби значи каматите како трошок кои што ги имаме и можеби потенцијалот да се зголемат каматните стапки затоа што државата повлекла 117
они од комерцијалните банки, за почеток без да биде фрлена лопата, понатаму ќе видиме дека што ќе се случува со трошоците, со процесот за експроприација. Многу опасности за криминал, меѓутоа гледате што прави владата со суспензија, ако ги суспендирате сите закони и ќе имате стапка на криминал од 0%, односно ако не постојат закони кои што можете да ги прекршувате, вие нема да прекршите ништо. Меѓутоа во суштина, она што ќе го загубат, ќе го губат граѓаните. Ако ме прашавте за потенцијалот, вкупниот потенцијал на владата на СДСМ и ДУИ за реализација на капитални проекти е нешто околу 300 милиони евра годишно, 314-315 во изминатиот период. Иако тие се фалеа, проектираа капитални инвестиции од 600-650 милиони евра, се сеќавате кога за претходните буџети се фалеа со златното правило, кога велеа дека капиталните инвестиции ќе бидат повисоки од буџетскиот дефицит, меѓутоа со секој ребаланс тој план и паѓаше во вода. Во секој случај целиот потенцијал за капитални инвестиции го достигнеше својот лимит некаде на 300 милиони евра во нивното време, затоа што практично нема институционален капацитет да го реализираат, кај го потсетувам дека имаат патни делници кои што се заборавени, се градат со години, уште не се завршени. Не има и завршени. Зошто не ги ова тука во Скопје Сончев град, кај беше тоа наводно делницава? Таа е завршена и не ја пуштат во употреба. Забораиле да ја пуштат во употреба. Готова, направена. Висоне камат. Да, целосно готова. Левков? Поентата ми беше дека со ова темпо во наредните години договорот со Бехтел и ЕНКА треба да го искористува целосниот потенцијал на државата за капитални инвестиции, односно ќе чини нешто над 300 милиони евра годишно, затоа што рок на реализација некаде околу 50. И нема да имаме пари ништо друго да правиме, ни школи, ни градинки, ни... Отприлика, така. Одиме со еден блок на реклами, почитувани слушатели, по кои се враќаме со тема различна од оваа со Бехтел и ЕНКА, затоа што веќе сме секој ден го говориме ова, веројатно веќе и на Клука и дрвците, на дрвата покрај Радио Лидер им е јасно што се случува. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер во нашето утринско интервју со пратеникот Миле Левков, како ви прија качувањето на плативе? Ги изгубив картичките во Брисел, извини. Аргументот на Љупчо Николовски. Не, јас нема да одам. За тоа колку плата сте земале, тоа не е... Сметам дека за... Во Брисел, во однос на народните пратеници, дури изголемувањето е окей, затоа што сепак вие гласате... За 4,5 милиарди буџет. Да, и не може да назначувате функционери кои земаат поголеми плати од вас, и тоа ми е исто симптоматично, и нормално доколку имаат пратениците по високи плати, потешко ќе биде да се корумпираат. Во секој случај системот на плати во Македонија гледате дека сериозно е нарушен од секој аспект, така да она што се случи, тоа е одлуката на Уставен суд практично за одмрзнување на платите на именуваните функционери кои што беа замрзнати, мислам од 2011-та, навистина наиде на бурана реакција во јавноста, разбирливо во држава која што се бори со сиромаштија, која што се бори со 30% инфлација за храната. Разбирлива е таа реакција, можеби треба да се најде системи за плати за избрани и именувани, може би најсоодветно ќе биде да има раст според растот на економијата или BDP-то е, во тој случај ќе имаме и најмал раст во регионот, затоа што Македонија практично со владата на СДСМ и нема раст. Мене ме фрапират, значи, ако со овие ниски плати, министрите толку многу им откупуваа, нели, они беа чудо човече, значи да држат лекции за финансиски менеджмент со 60-70 денари плата, вложуваа во имоти, во викендици, во станови, во куки кои вредат стотици илјади евра, ја не знам како ги располагаа парите. Сега со ова покачување, кој знае што ќе прават? Не само тоа, еве сега ние зборуваме за покачувањето, веќе второ месец се зборува, така, околу месец и половина, само една плата е покачена. Пред месец и пол гледавме информација, еве пример за премиерот кој што земаше плата од 1000 евра, како троши огромни пари за реклами на
на Facebook. Да. И сега прашањето е како било кој во државата би инвестирал толкова сума на пари само за да работи една работа која што е платена околу 60.000. Еве Лјупчо Николовски вели дека не видел, ги изгубил картици, не видел Не, тоа е ова колку имал покачување. аргументов Добро, еве Николовски, јас сум ги губил картици, скоро изгубив картица, нели? Ја таму ги замарав у банка побрзо да ми ги дадат, за да можам да располагам, нели? Зашто не можеш да живееш ако немаш картица денес, или Така не е. знам, од банкомат не извадиш пари. Добро, Ајде да отидеш еве да извадиш од шалтер пари, се извинувам Ивица, треба да прашаш колку имам на сметка, да дајте ми 5.000, 10.000, 20, 50.000 денари. Ја еве се прашувам како живеат овие луѓе со изгубени Аскетски. картици, еве, тоа ми Во е Брисел. исто една тема, а исто така ме возбуден сум, искрен да бидам, и пријатно изненаден од тоа што сите најавуваат дека овие покачувања ќе ги донирале. Многу хумани бе овие наеднаш, значи кај не зимаат пари, не знаат колку пари имаат, односно живеат аскетски, па и тоа што ќе го земеле, да бидеме донирале. да бидеме искрени, она што се случува реакцијата, и сега секој од политичарите ќе избира свој начин, би рекол, да се извади од ситуацијата, да се испере. Едните избираат дека ќе донираат, други ги губат картичките, трети не знам, секој си има свој пристап. Факт е дека луѓето треба да бидат платени за својата работа, меѓутоа факт е дека и ваквото зголемување е безобразно на начин на кој што е доведено, и факт е дека станува збор за тема која што го преокупира вниманието на јавност, има потенцијал практично да ги заземе утрински вести, утрински програми, контактни емисии и така натаму. Јас секој утро ќе се будам, ги гледам, ги следам утринските емисии, потоа тргнувам на работа. Немаше утринска емисија во која што не се зборуваше за платите на функционерите во држава, во која што подпишуваме нештетен договор од практично 2 милиарди евра, во кој што имаме криминал на секој чекор, нефункционални институции, нефункционално здравство, нефункционално образование. Ние се зафативме со една тема во која што се разговара колкави се платите на функционерите. Сметам дека и тоа е дел од владината шема како да се помине периодот, затоа што знаете дека политиката е практично наметнување на теми во јавност. Гледам ова ми е многу симптоматично, и сега баш ги проверувам јавните набавки во нашата земја. Значи, еве сега гледам дека Собранието на Република Македонија на 28.4, тоа значи на крајот од минатиот месец, потрошило 629.652 евра, односно негде 630.000 евра, на изградба градежни работи на заштитена соба. Кој? Собранието. Добро, и тоа. Ама не, каква е оваа заштитена соба? Ме интересира баш сега Не, гледам. стварно немам информација. Како вие пратеник сте, треба да имате приступ до таа соба? Не, Лјупчо, треба тоа да го има. Ама не, соба од 630.000 евра заштит. Ивица, каква е таа заштитена соба? Кафе мора да има таму, за да се невозможи пристап на педински комуникација. Тоа е оправдано, не. Тука Не, добро, ама како изгледа тоа? Што е тоа? Изгледа така, што ја и ти не знаеме, знаат специјалисти кои што тоа треба да го направат, но не возможат ни мафијашки групи и така натаму да имаат пристап кон комуникација што се сензитивни во собранието. Па еве ја и Миле Левков, може сакаме да отидеме да направиме муабет, никој што нема да го слушне за Бехтел и Енка, ќе не дае таа соба. Јас мислам дека има специјални услови тоа како се. Ма ние може на радио јавно да си го направиме. Ние договорот не можеме да го добиеме сега. Меѓутоа, не, тоа си има свој узанси како тоа се прави, зошто тоа се прави. Па нели треба да биде класифицирано? Треба да биде класифицирано. Треба да биде класифицирано. А не договорот за Бехтел и Енка. Затоа Треба што да биде. Не ми јасно како беше. Сваќаш поентата? Да. Се вика оваа работа која што тебе треба да те заштити комуникацијата, пратеник си така.
е јавна и сега сите знаеме колку кошта и сега сигурно овие што се разбираат од тоа знаат како да ја нападнат. Да бе, они има со материјал користат и договорот, ако е не. А ова не. Има и договор. Значи, вамо кај што треба да имате пристап, тој што ќе 120 души плюс тој што ќе биде таму одговорен, ова ќе го објавиме јавно, така? Еве го објавиме. Гледај, договорот е, и тоа голем е договорот, со се има што ќе се става внатре. Одлична ти е поентата, Лепчо. Да, чудна работа. Чудна работа. А иначе види за ова, па не сум зашо го прашувале воопшто колкава му е платата на која се знае колкава му е платата, јавен податок. Не, сега го прашуваат како расположил, колку плюс земал, такви работи, може прековремено работал, службени патувања, доплати, има и такви работи. Левков, за вас велеа дека како партија ќе гласате за уставните измени, за внесување на Бугарите во уставот. И од кога почнува со европските закони за Бехтел и Енка, тој европеизам некако го заборавија. И сега имаме нов европеизам, предходно европеизмот им се базираше на национално понижување, сега им се базира на крадење, само се смени формата филозофска на европеизмот, но остана европеизам, Збориме за европеизмот на оваа влада, но ние преку ден, скоро секој ден, читавме, слушавме дека ВМРО-ДПМН е спремно да ги прифати уставните измени, дека има пратеници кои има здраво европско јадро, така дека има здраво европско јадро партијата, ништо што ние не сумневаме дека има, но сега за ова не е ни здраво, не е ни европско, што сакаат да го протуркат. Ние си правевме еден список века со Липшо здраво европско јадро и тука ти беше на врвот, па да те прашаме да не се премислуваш ова. И зошто ја нема веќе таа тема? Зошто е кога, нели требаше јуни, јули, како октомври, септември, кога ќе се стават на ДМР тие? Да, добро сте забележале. Ги снема. Добро сте забележале и гледате дека ова темата за Европа тие нели сакаат да се ја закачат на себе, да се брендираат. Во меѓувреме најверојатно ги интересира само кешот за себе и за блиски луѓе околу себе. Македонија рекоа дека има еден скрининг процес. Скрининг процесот нели значи усогласување на законодавството, нашето законодавството на Европската унија, ништо од скрининг процесот. Сега ќе речете зошто нели го споменувам скрининг процесот, затоа што кога дојде Маричич во собрание, наместо да зборуваме за степенот на усогласеност, ние започнавме да зборуваме за уставните измени, можеби оттаму тргна муабетот со уставните измени, оттаму и од изјави на Артан Груби дека одредена група на пратеници од опозицијата се спремни да гласаат. Мислам дека прв кој што лиферуваше такви информации во јавноста е Груби. Да. Меѓутоа, еве неколку месеци подоцна, налагате и се кратки нозете, цела јавност виде зошто токму Артан Груби пушта, односно лиферува такви информации во јавност. Зошто сакаше јавноста да биде зафатена со некои други теми? Затоа што во меѓувреме сака да ни го протнат овој договор за Бехтел и Енка со што е можно помалку медиумска помпа, меѓутоа за жал јавноста реагираше и сметам дека сега ова е еден договор кој што ќе влезе во колективната меморија и нема така лесно да го простат, нема така лесно да го заборават и да дозволат да биде спинуван со некоја друга дневно политичка тема. Сметам дека можноста за предавство за уште едно гласање е една од темите кои што овие во наводници проевропските сакаат да го користат против опозицијата како семе на раздорот. Затоа што се свесни дека тој момент кој што се случи во Македонското собрание за промена на уставот за државното име на Република Македонија, за жал представуваше огромен удар на опозицијата. Ја не би рекол на една партија, огромен удар на секој што е проопозицијски настроен, проопозицијски расположен и внесе едно крајно разочарување кај македонскиот народ со промена на уставното име, разочарување кој што предизвикува да не гласате, да не
одите на избори, разочарување од политиката, генерално од политичарите. И ова иселувањето и така натаму. Така натаму. Меѓутоа факт е дека собствената држава не ја заштитила. Се промени околностите и конечно сметам дека народот се освестува и си доаѓа по своето и сега се обидуваат повторно да направат една реприза, ако ништо друго, барем со најави за можно предавство, меѓутоа ве уверувам дека такво ништо нема да се случи, остануваме цврсто на ставот дека промена на уставот во овој момент, со овој модел, не само што нема да не доближи кон Европската унија, туку не оддалечува, затоа што е поврзано со, и сами знаете, со годишни прегледи за реализација на договорот за добрососедство и пријателство од членот 12. И вие јавноста знаете, од моментот кога се подпиша тој договор имаме повеќе неприлики и повеќе непријателство и нетрпеливост. Еден високо рангиран човек од владеачката партија мене пред некој недолго дена ми кажа дека наводно јас, Љупчо, и вие пратениците што нема да го поддржите уставните промени, ке сме се нашли на американската црна листа. Добро, ова е малку, предпоставам дека како беше она српската поговорка, што е баби мило, то се баби снила, нели? Тоа е повеќе, меѓутоа, еве, и со таа закана. Ја као даночен обврзник на Соединетите американски држави и по таа закана јас малце сум и по таа малце сум насекиран за оваа. Јас не сум, ако заради таа основа некој ме става мене на било која црна листа, тоа е гордост, тоа е за зарадување, тоа не е за државни човек. Јас сум како се вика, проти тоа што нели имаме приходи од YouTube, и сум даночен обврзник на Америка, пошто таму ми е 4% данокот, ако ми е тука треба да биде 10%. За малце 15. Да, за малце 15 и ја одлучив у Америка да плаќам данок, пошто имаме нели договор за да нема двојно оданочување. И сега, ако ме стават мене на црна листа, ја ќе треба после, не дека Google нема да ми исплаќа, ама ќе треба на таче да му плаќам данок. Така што, од бизнес перспектива на американците им викам, немојте. Не, друго сакам да ти кажам сега, толку не мисля за малумни дека со на макви работи ке паѓаме? Не знам дали заслужуваат коментар такви нивни... Предпоставам дека и во коридорите во собрание вие слушате вакви слични приказни. Исто може и за Бехтел Енка на некоја црна листа да ве стават. Што не глас. Ја мислам дека на црна листа некој друг ќе биде заради Бехтел Енка. Да. На црна листа кај што затоа што нели за вадење на виза во американската амбасада треба да покажете и чисто досие од основниот суд, нели? Дека немате кривична евиденција, така што мислам дека протагонистите на проектот ќе се најдат на црни листи. Мислам дека добија тие добра реакција и од амбасадата и од Стейт департментот, затоа што се повикува на Соединетите американски држави, на Турција, на владите се повикуваше. И Ковачевски видовте една реакција во која што тие кажаа дека Бехтел е америчка компанија, меѓутоа договорот е склучен со приватна компанија, не е со владата склучен. Имаше таква реакција. Што е ограда. Дека тоа е на секој кој што ги следи работите му е доволно јасно дека груби и тачи се обидуваат да се зацкријат за имињата на стратешките партнери кога сакаат тие да протнат нешто што е нивно. Огромна навреда е кога ќе кажат нашите критики за овие закони или за целата постапка кога ќе кажат па Бехтел е реномирана компанија, што имаат против реномирана. Па и Мерцедес е реномирана компанија, па имаат жена во затвор која што и лежи. Што Мерцедес не е реномирана компанија? Сега да кажа дека Мерцедес е нереномирана. Не само тоа, Volkswagen нели плаќаше пенали за издувни гасови, сеќаваш? Ма не, мислам Toyota за Мерцедес кој што го за жал поранешна министерка. Во пресудата ако отворите, Добрила Кацарска пишува, во пресудата пишува секој вршител на јавна должност, односно секој функционер треба да е свесен за обврската за транспарентност, односно за јавност при трошење на државните пари. Тоа го пишува во пресудата. И каде отиде сега обврската, уставна суди кај се. Каде и отиде сега таа
таа принцип, обврска, точно. тој принцип за јавност при трошење на народните пари. Чиви пари се овие, кога станува збор за Бехтел. И абсурдно е да се вадите врз потеклото на државата. Како гледате- Што значи Така. тоа? Дека секојаш кога ќе имат измама со реномирани компании, дека нема да Па не одговарате. само тебе, најдохме дека Како гледате вие на ова што се случува во судскиот совет? Таму имаше една партиска чланица на СДСМ која го водеше тој совет, сега има некој друг, ама дечко нешто гледам нервозен е деновиве, не заслужувал ваков пристап, верувал во Бога, брка медиуми и така натаму. нема ова, види, ова мислиш што ми против уставно е без како што седници на собрание се јавни, седници на судски совет мора да се јавни. Да, сега решението е дека го затворат судски совети. Ба не може така. Ама многу работи не може, ама ни се случуваат. Многу работи не можат да ни случуваат. Меѓутоа и судски совет, за жал, гледаме дека е дел од она што ни се случува секој ден, а тоа е пазарење, коалиционо пазарење за да останат на власт. И за жал председателката Весна Дамевска најверојатно си одигра улогата со последниот предлог за уставен судија кој што ни стигна во собрание, тоа се луѓе за една употреба. Видовте скандал од тројца предлози за уставни суди, оној кој што таа го избра го стави на гласање, за останатите 20 не се ни гласаше. Така потсетам, тоа се случуваше, тој предлог ни стигна после во собрание. Тоа се случуваше пред месец и половина. И заврши улогата, дојде во собрание, го даде предлогот за уставен судија, се промени во меѓувреме составот, интересите, коалициите и гледаме како заврши. Практично сите што соработуваат со оваа власт за да одработат, во еден момент ќе завршат на тој начин. Левков, вие сте пред да влезете во политичката кариера, бевте во образованието. Да, наставник во основно или во средно? Средно, право, основи на право, воведо право. Еден од клучните предмети за идните, нели, правници. Вие предававте таму, бевте дел од воспитниот процес на средношколците. Како гледате на ова што се случи во Србија и кои се лекциите кои може ние да ги научиме? Кои се лекциите? Државата генерално сериозно потврдила кога треба да се ги реализира своите обврски кон граѓаните. Самата поента зошто постои државата е и сами знаете првенствено да обезбеди безбедност на граѓаните. И тоа кога зборуваме за безбедност, мислиме вистинска физичка безбедност, безбедност на нивниот имот, економска безбедност, здравствена безбедност. И тоа се основните функции кои што треба да ги исполни. За жал, она што ни се случува, го гледаме сега. На најлош може начин го видува тоа во соседна Србија. Тоа и се случи, она што и се случи, за кое што нели не бевме навикнати и гледаме колку потврламе особено во областа на образованието, и воспитниот аспект. Воопшто не се става акцент. Ама не е исплатливо, таму нема многу за крадење, знаеш. Па, како да ви кажам, има одредени области кои што треба да поставим мораториум и да престанат да се политизираат во оваа држава. Тоа е најверојатно треба да се направи во судството и во образованието и здравството како примарни области во кои што навистина треба да се деполитизираат, да се ослободат од партиските стеги, од секакво партиско влијание, затоа што последиците гледате кои се. А да не зборуваме за ова што се случи во Србија, дека се случува на генерации кои што беа погодени пред година две, буквално беа оставени надвор од образовниот процес. Тоа го заборавивме, Липчо, јас сум во емисија. Беа оставени целосно надвор од образовниот процес. Да. Години помина со ковид по дома, асоциализирани и затворени. Во мојот поширок дом, значи заедно со Кавајс, имам сестра која баш тие години учеше средно, го завршуваше незиното средно образование и сметам дека матуранти нема матурска. Значи не, тоа беше ужасно. Најмал проблем е што немале матурска, проблем е што спија дома со зум уклучен, без камера. Сите без камери, без Да, само наставничката нешто се труди тамо. Тоа беше ужасно.
имплементацијата на онлайн едукацијата во македонски услови беше ужасна. Во сите услови, во цел свет. Значи, види, не, има сериозни системи кои знаат да понудат и онлайн едукација. Едно е кога ти си посветен на тоа, има строги правила и така натаму. Знаеш дека денес можеш и TOEFL да полагаш. Не, зборуваме за масовното образование, никој не беше подготвен во цел свет и сите генерации во цел свет Значи, нема Македонија, знаеш. Ова е пре строга формулација која доаѓа од мало локално радио во Скопје. Значи, дали потврдиле, дали Итон коледж потврдил, дали потврдил Кембридж, дали потврдил Оксфорд, споредбено со ова ние тука што сме потврдиле, и нивното потврдување, за колку посто е потврдување во споредба со ова тука кој и така неквалитетно, има тука мултидимензионалност и не можеш така да тврдиш за онлайн едукацијата во тој период. Никој не беше подготвен за ваква една работа и имаме глобално една генерација кои што се и тоа како оштетени во смисла на социализација, во смисла на квалитетно образование, во смисла на пристап до образование. Неминовно, може би требаше да се најде друг модус и поинаку да се изведе и некои системи. Сигурен сум дека многу подобро го решија тоа од нас. Апсолутно сум сигурен за таа работа и не можам да тврдам. За нас можам да тврдам. Имаме анализите. За некои има анализи, има и анализи за позитивни примери. За позитивно нема. Дека позитивно се за ковидот, дека постојат и за време на ковидот, постојат една друга работа се големија, да речеме, одредени истражувања, се големи во делот на образованието се зголеми еден друг сегмент кој претходно беше малку и запоставен и така натаму, се си има повеќе димензии. Но онлайн воспитание нема. И воспитување нема, едукација има, воспитување нема и тука е клучниот проблем кој го имаме. Но Левков, вие како наставник, дали психолозите, педагозите во нашите училишта имаат, освен да зимаат некои навистина мизерни плати какви што имаат некаква трајна улога во приметувањето на овие однесувања, во работата со психологијата на децата. Значи, образованието е еден сложен процес кој што секојаш бара системски пристап, односно не бара пристап кој што се променува од година во година, кој што се променува од семестар во семестар. За жал во Македонија гледаме токму таа ситуација, ќе ве потсетам нови концепции во основно образование, ќе ве потсетам за изјави, конкретно бараше многу внимание од јавноста Мила Царовска, нема веќе учење на памет, не знам дали се сеќавате на тие слогани. Се секој од нас кој што работел во образование, тоа се не знам како да ви кажам, се излитени фрази. Постојат когнитивно, метакогнитивно, афективно, како е, тоа не постои учење на памет. Меѓутоа таа ги добиваше наслови во портали, добиваше споделување, добиваше коментари од луѓе, конечно така е и ние не сакаме кога не тераат да учиме на памет. И така натаму. Односно луѓе кои што не се занимавале со образование, никош не носеле дневник, не се соочиле со реални проблеми, доаѓаат и го кројат образованието, даваат работни задачи, одземаат работни задачи на наставници, даваат обврски, нешто да внесуваат, да пишуваат некој извештај и така натаму, значи немаме никаков континуитет. Ако сакаме да градиме квалитетен систем на образование, според мене, треба да имаме конзистентност и треба најпрво високошколските образовни установи, според мене, кога ќе ги насочуваат нивните студенти за изработка на трудови, магистарски, докторати и така натаму, да се впуштат во истражување токму во нашите училишта и во нашето поднеби. Затоа што ние секојаш кога разговараме, погледнете, тргнете на било која презентација, дали на Министерство за образование и наука, секогаш имате студии кои што се преземани од некаде. А додека сите други држави си имаат лонгитудинални студии во рамките на нивните држави. Што значи тоа? Долгогодишни студии кои што се, ако се за Финска, се за деца кои што се во Финска. Ние немаме никакви истражувања. Ние немаме податоци кои што ќе можеме да поврземе една со втора со трета година. Видете годинава што вела. Нема да има матурски испит затоа што протестираат вработените во државен испитен центар. Што е во секоја здрава памет. Мислам, надворно здрава памет. Ако имате систем, ви се потребни на вас тие испити, зошто? Ако ништо друго, барем да имате континуитет во податоците кои што ги добивате.
Ние менуваме од година во година. Се пазариме од година во година. Секоја година излегле здружение на средошколци бараат да се тргнат 2 испити од матурата и ние се преговараме дали 2 или 1 или половина испит да биде тргнат. Ние немаме истражувања релевантни за нас. Немаме конзистентност. Немаме учебници. Стручните училишта во државата немаат учебници. Министерството за образование и наука се дрзна и влезе во еден процес и вели дигитализација на образованието. Со погрешно користење на зборот дигитализација, што мене ме нервираше. Дигитализација тие го подразбираат ако било која текстуална форма вие ја ставите во дигитална форма, дека тоа е дигитализација. Тоа не е дигитализација. Скенирате учебник, тоа е PDF, тоа не е дигитализација. Тоа е раст на како се вика на индустријата за очила во Македонија. Ама нема врска. На офталмологијата во држава. Значи дигитализација е кога одредени податоци можат да бидат користени од компјутерски систем. Значи ако само ти кажам пример, ако имам фотографија од возилата паркирани пред вашата зграда, во ЈПГ тоа не е дигитализирана фотографија, ама ако има фотографија од која компјутерот ќе може да ги преброи возилата, тоа е дигитализирано. Че ако имаме систем на тестови. Ќе кажам на министерката и на сите од владата што е дигитализација. Имаат и они луѓе странство што студирале, веројатно. Дигитализација е тоа што мојот универзитет од Кембридж, Англија, Раскин универзитет, ние секој пейпер што го правиме, односно секој труд, секој есеј, секоја семинарска, секоја презентација, независно дали сте редовен студент, вонреден студент, на блендед програма или така натаму, се поднесува преку електронскиот систем Canvas. Значи го праќаме на универзитетот. Оценката внатре, која е писмена и детална, исто ни ја враќаат преку Canvas софтверот, нека проверат за што станува збор. И финално имаме се што поднесуваме до нашиот универзитет, оно е репорт за плагиаризам, односно за користење на ресурси, дали тоа што сме го напишале автентично, не или е препишано како докторатот на Пола Влада, и исто оди преку 13, не знам како се викаше софтверот, кој е исто инсталиран во овој Canvas. Тоа е дигитализација. Тоа е дигитализација. А не е дигитализација да учебниците да бидат вакви или материјалите да бидат такви и така натаму. Дури ни праќаат и тие што сме вонредни студенти, ни праќаат и дома учебници упечатена форма. Дока е работа стигната. Така што никој тоа не го у светов не го гледа како дигитализација. Добро, Лјупчо, понекогаш, знаеш, и ова е малку претера со таа дигитализацијата од софтверите. Верувај ми дека човек кој што работи во образование, штом види на еден труд првите 2 пасоси, знае дали студентот го пишува или не го пишува, без потреба од никаков софтвер, не сваѓаш. Така што знаеш, ни фали мене тој момент. Значи, понекогаш и софтверот е во ред се тоа, меѓутоа мал се знаеш, се отиде во една голема крајност. Не, ние да речеме софтверот као дел за оценка. Софтверот знаеш зашо не е? За уопште да ти го прифатат. Значи, ако ти е под 13% репортот нели за плагиаризам, тебе не ти го прифаќаат трудот и тоа е тоа. 30%, затоа што внатре имаш нели цитати, така што 30%. Не, ама тука ги исклучува, овој нашиот е понапреден, ги исклучува цитатите од тие, од таа процентаж. Без разлика. Зависи, нели? Затоа зборам ова. Меѓутоа, човечко око, професор кој ќе види труд или писмена работа, веднаш знае зашо станува збор. Предпоставам дека од вашето искуство слично го имате. На крајот на кришата и според елоквентноста на неја, првие што ги спомна Пола Влада, знаеме кој докторирал, а кој докторирал. Може да читаме наслови од денешен ден во кратката историја на Македонија? Ајде одиме. Во 2001 година. Либералите денес меѓусебно ќе се приклучат. Ќе се пресметуваат. ПДП бара она да се вклучи во владата. Седница на управниот одбор во понеделник. 2002 веќе почнале консултациите со Лероа за процес 2. Ивица, шо беше ова? Појма не. Кој беше овој Ален Лероа? Тоа е пострамковен, специјален представник на
2003 пръв потвърден случай на САРС във Франция. 2004 Хари Костов ќе биде нов премиер. Колко години поминале? 20 години поминале от Хари Костов, која беше премиер. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ја отвара изјавата на Груевски и има наслови дека Любчо Георгиевски го поддржува Маријан Ѓорчев за лидер на ВМРО-ДПМН. И тогаш сте биле внатре. Мада сега сте по-компактни. Нема кон ВМРО-ДПМН во изминатиот период. Имаше мери од коалиции, вакви како сега имаше со локалните. Ги вработивте локално и сега се мирни некако. Не. Затоа што тие што беа водачи венели на таа групата од Мериот, сега се вработени дел од нив, не знам, Ивица Коневски во општина Кисела Вода ангажиран, така што си го купивте Мериот. Не би сакал да коментирам. Ја не мислам дека тоа е така. Ја мислам дека друго нешто станува збор. Ја мислам дека ВМРО-ДПМН има еден обичај кој што добар обичај, кога има вакви партиски подолби да ги решава на избори. Изборите покажаа дека ако можеме така да кажеме, дека е неприкосновена лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, сега како партија нормално повторно се крпат заедно, како што беше неколку пати во историјата. Трети или четврти пат ми е ова вака. Ја што бројам, да бидем искрен. Така што тоа е тоа, не е дека имало кај други ве тоа се прави на друг начин. 2016 година дали шарената револуција ќе стигне до резиденцијата на Иванов. На денешен ден, 2016 година, тоа бил насловот. Стигна, го сруши Иванов, ја сруши и владата, ја сруши и... Среќно си живее се. И сега, градот автопат. Ти благодарам многу, Миле. Благодарам и тебе, Ивица. Почитувани слушатели на Радио Лидер, останете со 107,4 и уживајте во прекрасниот ден кој ви го нудиме ние како радио станица. Ние ќе одиме на кафе за да продискутираме баш за она за кое Миле не сакаше да коментира.